Господинот Димовски Љупче, повелете. Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министр за финансии. За разлика од претходните говорници, јас сакам со конкретни податоци и цифри и проекти да се произнесам околу предлог буџетот за 2015 година и конкретно ќе се осврнам само на еден сектор, а тоа е на ресорот земјоделство, шумарство и водостопанство. Само да подсетам дека од 2006 година па до ден денес овој сектор веќе стана трет во државата после индустријата и услугите, што е резултат на вниманието и големите заложби на владата на Република Македонија и чувството за важноста на овој сектор со оглед на ефектите кои што не само ние како држава Република Македонија, туку и сите останати источноевропски земји ја доживеавме преку онаа форма на приватизирање на општествениот капитал, на чијто резултат беше голем број на работници или вработени да останат без своето работно место и како единствен извор на екзистенција беше нивното вклучување во обработката на земјоделското земјиште. Морам да потенцирам една многу битна работа која што и вчера на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство во делот на дебатата која што се отвори околу извештајот на Европската комисија е тоа што и Република Македонија од буџетот издвојува 5% за земјоделството. Почитувани колеги, што значи ова? Сите високо развиени и добро организирани земјоделски држави, членки на Европската Унија, издвојуваат од 5 до 6% од својот буџет за поттикнување на и поддршка на земјоделството. Ниту Македонија не е исклучок, туку е многу понапред отидена во овие проценти и во овие средства што се издвојуваат во однос на голем дел од земјите членки од Европската Унија, а да не зборувам за државите од регионот. Она што ми дава задоволство е тоа што за 2015 година вкупниот буџет на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е дефиниран на 899 милиони 351 илјада, што е далеку повеќе од минатата година, кога изнесуваше 597 милиони 122 илјади денари. И тоа сакам да го напоменам за да јавноста знае на што ќе бидат, за што ќе бидат искористени овие средства. Значи, зборам само за буџетот на Министерството, не зборам за целиот буџет, оние 5%, значи 140 милиони евра, кои што се наменети како финансиска поддршка во земјоделството и во руралниот развој. Овие средства Министерството ќе ги искористи за прво да ги реализира задолженијата и програмите и проектите кои што ги има превземено во согласност со програмата, а тоа е доделување на преостанатото државно земјоделско земјиште под закуп и секако започнување на процесот на продажба на државното земјоделско земјиште во согласност со програмата која што е изготвена, водење на регистри за земјоделското производство и откуп, тоа е еден нов проект кој што треба да го реализира Министерството или да го надогради, воспоставување на регистри за признати организации на одгледувачи на добиток, реализација на заедничката основна програма за одгледување на добитокот, ЗОПот, за периодот 2011-2020 година, поттикнување и понатамошно на сите форми на здружување на земјоделците, значи зборувам за земјоделските задруги или кооперативи, сеетно, за да се зголеми нивната конкурентна моќ, односно да се зголеми, би рекол, економичноста во производството, да се намалат трошоците, а по тој основ да се зголеми и приходот на самите земјоделци преку едно организирано земјоделско производство. Понатаму контрола и евиденција на производството на сертифициран семенски саден материјал, што е особено битно
за Македонија и трајно чување и одржување на семенски саден материјал од автохтони видови и признаени сорти. Исклучително битно, заради тоа што Македонија, со оглед на тоа дека се наоѓа во групата од 5 најмногу држави, најмногу изложени на последиците од климатските промени, логично е да се очекува дека токму автохтоните сорти на семенски материјал, односно на земјоделски производи, ќе можат да гарантираат висок принос по единица површина. Понатаму, ефикасно користење на водите и водостопанските објекти. Ова е особено битно и во текот на мојата дискусија ќе се задржам посебно на овој дел, кој што се однесува исто така и на реконструкцијата на основните хидротехнички објекти на хидросистемите и доградба на системите за наводнување, преструктурирање на водостопанството со цел ефикасно, рационално и одржливо управување и поголем степен на искористување на системите за наводнување, водоснабдување и одводнување. И секако реализација на програмите за природна репродукција на шумите, за кои што се предвидени 10 милиони денари, програмата на управата за семи и саден материјал, каде што е предвидено 2 милиони денари, програмата на фитосанитарната управа да се изреализира, предвидени се 4 милиони денари и она што е исто така нотирано во извештајот на Европската комисија, програмата за рибарство и аквакултура, која што изнесува 86 милиони денари според 5-годишната програма, односно 0,2% опфаќање од буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Исто така, има зголемување на буџетот и во органите во состав на Министерството или на институциите кои што се природно поврзани со Министерството за земјоделство, како што е Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, каде што се предвидени 71 милиони 234 илјади денари, за разлика од минатата година, кога имаше 63 милиони и 880 илјади денари. И за извршување на линиите обврски исклучително битна институција, заради тоа што токму вработените во Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството треба да ги даваат советодавните консултантските услуги на индивидуалните земјоделски производители за поттикнување на земјоделското производство, за правилно пополнување на апликациите за добивање на субвенции и секако за подготвување на самите земјоделци за подготвување на бизнис плановите за искористување на ИПАРТ средствата кои што ни стојат на располагање. Понатаму, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, или платежната агенција, за 2015 година ќе располага со буџет од 8 милиарди 543 милиони и 612 илјади денари, повеќе во однос на 2014 година, кога биде предвидени 5 милиарди 527 милиони денари. Во текот на 2015 година агенцијата треба да биде насочена кон успешна реализација или поуспешна реализација на средствата од ИПАРТ програмата, програмата за финансиска поддршка на земјоделството, со оглед на тоа што веќе е донесен во календар за исплата на субвенциите на барање на самите земјоделци, на начин на кој што нив најмногу им одговара. И секако битна обврска за агенцијата е добивање на акредитација од страна на Европската комисија за користење на средствата од предпристапната помош на Европската унија за рурален развој за останатите мерки од ИПАРТ програмата. Истото се однесува и за Агенцијата за храна и ветерина на Република Македонија, каде што се предвидени 408 милиони денари, многу повеќе од минатата година, и која што исто така треба да се ги изреализира сите задолженија во согласно со програмата на агенцијата. Истото се однесува и за Државниот инспекторат за шумарство и ловство, институција која што сега е издвоена согласно последните измени од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што се предвидени 18 милиони 438 илјади денари, институција која што пред се би требало да се грижи и за состојбата со шумскиот етат, меѓутоа и со состојбата со дивечот во ловиштата и негова и контрола, секако во ловиштата низ Република Македонија.
Исто и Државниот инспекторат за земјоделство има зголемен буџет, тоа се 115 милиони 920 илјади денари, многу повеќе од минатата година, со оглед на важноста и ингеренциите кои што ги има оваа институција во делот на контролата на земјоделското производство и квалитетот и безбедноста на земјоделските производи во соработка со Државната фитосанитарна лабораторија. И она на што сакам да се осврнам е управата за хидрометеоролошки работи, за кое што се предвидени 101 милиони 80 илјади денари за извршување на квантитативни и квалитативни мерења на водите, известаи за метеоролошките, климатолошките, дождомерните и фенолошките станици во Републиката и обработувањето на извешти за метеоролошки параметри врз основа на кои што се изготвува временска прогноза 365 дена во годината. Исклучително битна институција за земјоделството во Република Македонија, која што на некој начин ги следи препораките од студијата која што беше изготвена, која што на почетокот ја напоменав, која што на Република Македонија ја сврстува во 5 најзагрозени или најмногу изложени држави на последиците од климатските промени, а токму преку управата за хидрометеоролошки работи може да се добиваат благовремени информации до сите земјоделци за што ќе биде разработен последен систем на информирање и преку обичните медиуми, меѓутоа и преку SMS пораки за евентуално невреме и благовремено заштитување на земјоделските култури. Она што на кое што сакам да посветам посебно внимание се проектите во управата за водостопанство. Оние 18 милиони евра кои што ќе бидат секоја година во следните 10 години од 2015 до 2025 година искористени, значи над 200 милиони евра за реконструкција, рехабилитација, надградба и проширување на водостопанскиот систем и дополнително изградба на капитални инвестициони објекти низ Република Македонија. Како прво, веќе е започната постапката за изградба на браната на Оризарска река. Браната Речари започнува со изградба пристапниот пат, каде што би требало да се започне со изградбата во текот на следната година на браната. Покасно ќе ги наведам и износите кои што се предвидени за ова. Браната Коњско од Гевгелија, проект од 1972 година чинам, изработен и токму оваа влада започна со негова реализација кон крајот на годината, би требало да започнат со формирањето на проектната единица сите потребни работи околу започнување на круната на браната на Коњско, со кое што ќе се овозможи водоснабдување на општина Гевгелија, ќе се овозможи по пат на гравитација, дополнување на водите на Дојранското езеро, за разлика од бунарскиот систем кој што сега се користи, а истовремено ќе се обезбеди вода за наводнување на над 4.500 хектари земјоделска плодна, најплодна земјоделска површина во регионот на Гевгелија, Валандово, Неготино. Исто така, со особено задоволство морам да напоменам дека системот за наводнување од браната Маркова река, Куклиш, ќе биде пуштен во употреба кон средината на следната година, значи во завршна фаза, во втора фаза е неговата реализација и со него ќе се обезбеди наводнување на околу 400 хектари нови површини на земјоделско земјиште во аторот на населените места Куклиш, Свидовица и Градско Балдовци, токму на барање на самите земјоделци. Понатаму важен инвестиционен или капитален проект е изградба на хидросистемот Равен речица Полок, отпочнување на изградба на главен довод во рамки на проектот Равен речица, со кој што ќе се овозможи наводнување на нови 3200 хектари земјоделско земјиште. Брана на реката Слупчанска во Куманово. Изработена е техничката документација и планска документација, и со оваа брана ќе се овозможи дополнителна количина на вода 6 до 7 милиони метри кубни годишно во рамките на системот Глажња-Липково. Систем од исклучително значење за поширокиот регион
и за сите граѓани од Кумановската општина, од Липково и соседните општини и секако за земјоделците. Проект за наводнување на јужната долина на река Вардар, веќе реализација на втората, односно третата фаза. Проектот Злетовица, фазата 2 е предвидена за наводнување, реализација на фаза 2 е предвидена за наводнување на 4.500 хектари обработлива земјоделска површина, а фазата 3 се однесува на изградба на 3 мали хидроцентрали по теченијето на река Злетовица. За што се обезбедени и финансиски средства, затворена е финансиската конструкција, и исто така продолжување на реализација на хидросистемот Лисичево Велес и секако инвестициите во водостопанството и во неговата реконструкција за која што пред малку зборував и на крај конечно за окружување на целиот тој систем со формирање на ново акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија со оглед на лошите индикатори кои што ги имавме од сегашното функционирање на 12, односно 18 водостопански предпријатија врз основа на еден бивш проект од пред 15 години кој што даде лоши сперници во овој дел и како тако се покажа дека не им одговара на земјоделците. Сакам да се навратам на следното, дека и управата за водостопанство за прв пат добива квалитетни средства, тоа се 9 милиони денари во склоп на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од буџетот за изработка на проект за инвентаризација на системите за наводнување и одводнување во Република Македонија и изработка на стратегија за развој на наводнување во Република Македонија веќе до 2030 година. За водостопанството Брегалница се предвидени 667 милиони денари, кои што ќе бидат искористени за рехабилитација на преливен орган и бетонски екран на браната во Мавровица, на сифоните во Свети Николи и Кочани, рехабилитација на десниот магистрален канал Делница Кочани до Злетовска река, Барано по Барано од страна на оризопроизводителите, рехабилитација на десниот магистрален канал Делница Свети Николе Каратманово, рехабилитација на левиот магистрален канал Делница Зрновци, Буриево и така натаму. И изградба на браната со акумулација, речани, веќе ја напоменав, 600 милиони денари се предвидени за 2015 година и брана на мала акумулација Репница, тоа е во соработка со Турското министерство за водостопанство и шумарство, од кој што добивме донација за изградба на 10 мали мини хидроакумулации кои што се потребни за наводнување на земјоделските површини. Водостопанство Полог 110 милиони и 200 илјади денари ќе бидат инвестирани во следната година за рехабилитација на системот за наводнување со покривање во аторот на село Ратае и рехабилитација на каналската мрежа во аторот на село Горна Бањица и така натаму. Во водостопанството Берово 3 милиони и 100 илјади денари. Водостопанство Тиквеш 22 милиони и 750 илјади денари. Во јавното предпријатие Стрежево се предвидени 75 милиони и 130 илјади денари, со тоа што на барање на пелагониските земјоделци буквално ќе биде реконструирана целата каналска мрежа која што служи за наводнување и за одводнување истовремено на земјоделските површини со оглед на конфигурацијата на теренот и повисокото ниво на река Црна во однос на земјоделските површини кои што се обработуваат. Во јавното водостопанско предпријатие Хидросистем Злетовица ќе се инвестираат во следната година 90 милиони 300 илјади денари за санациони работи на пристапниот пат до Брана Кнежево, заради тоа што заради конфигурација на теренот и климатските услови често пати доаѓа до негово оштетување и санациони работи и заводот на наводнување на дистрибутивната мрежа до Злетово и изгледување, како што кажав, на втората фаза од Злетовица, системот за наводнување, од кои што 25% од вкупниот износ ќе бидат партиципирани од македонска страна. За водостопанството Струмичко поле 66 милиони и 500 илјади денари, со тоа што сакам да напоменам дека во соработка повторно со Турското министерство за водостопанство и шумарство ќе се изгради брана за мала акумулација во Костурино на барање на земјоделците и тоа
би требало да биде започнато кон крајот на оваа година или во следната година. Сите овие податоци се јавни врз основа на програмата кој што ја објави владата, односно Министерството за земјоделство, со дефинирани износи кои што јас се земам за слобода да ги презентирам пред вас, односно да им ги кажам, да ги дознае и самата јавност. Вкупно за овие намени, завршен председателе, се предвидени 1 милијарда 422 милиони и 780.000 денари средства инвестирани за подобрување на македонското земјоделство и во интерес на сите македонски земјоделци. Благодарам. Благодарам.